Здраво, ракови, добро дојдовте. Ова ќе бидат вашите кратки тарот пораки за месец март. Ајде да видиме што ќе го обележи месецов. Лиуна, прво нешто кое го гледам јас е дека многу ракови во месец март ќе направат некои големи промени. Ако не се промени, тогаш е ситуација која конечно ве става во можност, ви дава можност да го направите тоа што досега не сте можеле. Сега што е ова за сите е различно, нели? И за секој од вас во различно поле од животот ќе се однесува, но гледам јас дека вие во март имате некаква можност, дали сега ова ви доаѓа како можност, дали можеби како идеја, дали како инспирација, нешто такво се случува и конечно вие можете да ги направите чекорите кои ви беа потребни за нешто вие не можевте да направите, го одржувавте ова на некое ниво, да, меѓутоа немавте можност да го остварите, да го започнете или да тргнете од некаде на темава. И сега во март, кажувам, ќе дојде таа можност. Може би доаѓа како опција, како можност, ви доаѓа некако, или пак сами си ја остварувате, како и да е ново нешто, почеток е нов и конечно ќе може да тргнете кон остварување на тоа што одамна сакавте да го направите. За некој од вас ова ќе бара можеби и физичко движење некакво, физичко, можеби промена, можеби некаде треба да отидете, може некакво патување, може преселба, се може да биде. Меѓутоа, јас гледам дека физички вие се придвижувате некаде. Физички некаква промена правите, патувате, се движите. Ако не е физички промена на локација или нешто, тогаш вие конечно се движите кон остварување на ова што одамна сакавте да го направите, но не можевте. Многу од вас пак ова што и да е ова што ќе се случува, ова новост што доаѓа во вашиот живот, ќе ве направи конечно да ја смените состојбата, онаа во која сте, а таа била малку несигурна, малку турбулентна, нестабилна, сега ова нешто во што доаѓа, ова новина, ова новост, ќе ве однесе во едни помирни води, во една поспокојна ситуација од животот и една поголема стабилност. Следната порака за вас, раковите, во март е ситуација во која вие нешто ќе направите со цел да остварите нешто, меѓутоа ова нешто не е за вас, ова што го правите или за некој кој многу ви значи, или за некој од вашето семејство, децата, партнерот, родителите, што и да е. И сега ова е нешто кое вие ќе го направите, ќе направите нешто. Морам да забележам дека за некои ракови можеби вие ќе направите нешто што не е толку, не знам, општото мислење е дека не е толку чесна работа, меѓутоа тоа нема да ви биде важно колку е честно ова што го правите, затоа што намерата и целта ви е многу чиста, искрена и доаѓа од љубов, доаѓа од вашата душа, од потребата вие да направите нешто за некого, за некој кој многу ви значи. Не велам дека за сите е така и исто, некој од вас ова што го правите сами, го правите, треба да вложите многу, дали физички, дали ментално или било како, вие вложувате многу, вие се доведувате до работ на истоштеност, на исцрпување. И не дека нешто се случува и е ново, туку вие го правите веќе извесно време, меѓутоа мислите дека се што правите е само безцелно.
сите чекори што ги преземате, вам досега ви изгледа дека се безцелни, дека нема ништо, не гледате за возврат и чувствувате дека забадила се што правите, едноставно се ви паѓа во вода. Меѓутоа, сега во март ќе видите дека вие сте успеале. Може би ова нешто ново што ќе го преземете, што досега не сте го презеле, ќе направи вие да успеете. Меѓутоа, ќе успеете. Во март ќе видите дека вашите напори не биле залудни и конечно ќе го остварите тоа што ви беше целта да го остварите. Јас ве гледам среќни, задоволни, некако горди на себе дека вие конечно сте успеале да направите нешто вакво големо за некој многу. Овде нема никакви лични интереси. Ова доаѓа од таква една љубов, таква една потреба да усреќите некого, да го направите среќен. Некако во оваа ситуација, за да препознаете зашто зборувам, оваа ситуација каде вие да го видите овој некој деца, партнер, што и да е, да го видите среќен е поважно од се на светот, поважно е и од вас самите. Ето од таму доаѓа ова и не знам. За некои таква ситуација, за некои ракови оваа е ситуација каде вие правите се што можете за домот, семејството, блиските или некој конкретно кој многу ви значи, да биде сигурен, да биде спокоен и да биде среќен. Никој не знае колку вие давате и колку вие многу се давате во ова, за ова да биде така. На видум ово изгледа дека е природа, такви се нештата и се окей, затоа е толку добра состојбата и затоа е толку убаво се. Зашто е тоа природно? Не значи дека, мислам така, тие си го земаат ова здраво за готово, не си го земаат, не е ништо лошо, туку така изгледа. Дека ова е така природа, така е. Меѓутоа, за ова да биде така, вие се знаете колку вложувате и што се правите за да биде така, за другите да бидат среќни и спокојни. И не велам дека ви пречи, нити во март ќе ви пречи, туку велам дека во март ќе бидете горди за сето ова кое вие го правите за другите, толку што вложувате и се до какви степени се доведувате за ова да биде така, нема да ви пречи, туку ќе бидете горди затоа што нешто многу убаво ќе се случува во март. Следната карта ми кажува мене дека вие некои ракови во март, некои ракови велам затоа што ова е порака за тие што имате или во вашата натална карта во вашиот хороскоп нешто поврзано со некој огнен знак, може би сте подзнак лав, стрелец, може би имате нешто од тие огнени знаци или па сте некој таков човек, некој рак, емотивен, меѓутоа сепак енергичен, импулсивен, креативен и ова е порака за сите вас, дека во март има ситуација каде вие конечно ќе ја видите правдата. Правдата која толку долго ја чекавте, а не доаѓаше. Знаете зашто? Затоа што, знаете, вие си знаете зашто, меѓутоа ова е ситуација каде вие не знам што се не требаше да направите. И тоа го направивте, затоа што кажав, вие сте така, имате некој оган во вас, вие имате некоја инспирација, некој порив во вас да ги правите работите токму вакви, да ги правите честни, да ги правите совршени, да ги правите да одите според правила, според пропис, според се она што е правилно и корисно. И да, во оваа работа, во ова нешто вие направите се. Паѓавте, станувавте, се боревте, повредени бевте, се лекувавте. Се што можеше да се случи, направивте се што можевте, меѓутоа нешто не толку убаво гледавте за возврат. Не добивавте она што е потребно, можеби бевте обвинети, бевте непочитувани, бевте
не беше видено што вие можете, едноставно другата страна не дадоа за возврат она што не дека вие нешто баравте, туку само сакавте да биде видено такво како што е. И не се случуваше, до сега не се случуваше, ова верувам траеше многу долго време, известно време, и сега во март конечно велам ќе видите правдата. Затоа велам правдата, затоа што нештата конечно си доаѓаат на своето. Тој природен тек, таа природа и тоа што мора да биде, не може да биде спречено никогаш, така ни овде. И сега конечно нештата ќе се израмнат, сметките ќе се израмнат, ситуациите ќе се израмнат, ќе дојде си во еден совршен баланс и вие конечно ќе ја видите правдата, што тоа и да значи за вас, што и да ви е потребно во ова да биде праведно, конечно ќе го видите. Морам да забележам дека ако не станува збор за лично вашиот живот, ситуација во лично вашиот живот, тогаш е ситуација во кај некој близок ваш, или партнер, или дете, или родител, или кој да е некој кој ви значи во неговиот живот, кој да, реков не лично ваше, меѓутоа поврзано е со вашиот живот, каде што вие ќе се радувате на правдата за овој човек кој помина ни се и се што, а не добиваше само уште удари, уште проблеми, такви ситуации уште, и сега конечно доаѓа правдата и нештата ќе се израмнат конечно. Нешто за вас раковите што ќе се случува во март е ситуација која ќе ве најде неподготвени. Сега зашто неподготвени? Затоа што ова е нешто што го остававте по страна, што остававте, можеби немавте волја да го завршите или немавте интерес или па мислевте дека има време и сега доаѓа и мора да биде завршено. Чека од вас ова нешто да биде завршено и вие ќе се најдете во една ситуација во март каде што не знаете што попрво да сработите, затоа што постоечките обврски кои мора да се завршат, вие си ги терате, си живеете, си функционирате, меѓутоа сега дополнително доаѓаат овие и ви ствараат некаков притисок. Значи во март ќе дојдете во една ситуација каде што ќе бидете дури ќе почувствувате дали ќе можам ова сето да го сработам, да го направам, да го остварам, да го исполнам, затоа што наеднаш се дојдени некои нови обврски. Да, за некои ракови ова ќе бидат нови обврски кои доаѓаат, некако се нешто од вас ќе се бара да дозавршите, да донаправите, да досработите, а за некои од вас, кажав, е ситуација која вие самите сте си ја оставиле, сами ја игнориравте и сега едноставно доаѓа моментот кога мора да биде и не може веќе да се одложи и мора да биде сработено. Верувам за повеќето дека ситуација од минатото, која кажав, ја остававте по страна, но мора, ова веќе нема рок. Ова е последен рок и ќе мора. Значи тоа е таа некоја ситуација која ќе го обележи март за некој од вас раковите, дека ќе мора да направите нешто повеќе и ќе бидете некако полни со обврски, ќе немате многу време да одмарате. Последната порака за вас ракови во март. Јас гледам дека некои ракови доаѓаат до многу пари, да, пари се. Не знам, некој од вас знаете можеби од каде доаѓаат и што се овие пари, може ги очекувате и сето тоа. Некој од вас пак е некој изненадување, нешто што не сте го очекувале, меѓутоа решава некој ваш проблем ова. И овој проблем што го решава е конкретно со некоја личност. Мислам дека за многу ракови поракава е дека вие ќе можете да исплатите можеби некој долг, може некакви кредити, да ги затворите тие обврски. За некој од вас вие ќе можеби да си дозволите нешто што не можевте, финансиски не бевте во можност, меѓутоа сега можете. Зашто навистина ова се поголема сума на пари, ова не се некои ситни пари, па сега ќе си ги завршите некои ситници, макар што и тоа не може да го исфрлиме.
Тоа зборуваме генерално за многу од вас и некои и тоа е, ќе можете да си ги завршите обврските на време, да не се грижите финансиски, стабилни сте во март. Не знам, некакви успеси. Ете за другите од вас кои не ве интересираат пари, ова е ситуација која може да ја решите со некој близок ваш или пак во љубовта, со партнер, со сопруг, сопруга, дечко, не знам. Може да го направите, затоа што досега не знаевте вие ова како ќе го направите. Можеби неодлучни бевте, затоа што не знаевте како да го изведете. Сега доаѓа момент кога можете и ова ќе го приуштите на вас и ваш близок партнер, партнерка. Ќе направите нешто. И сега јас гледам овде дека некои од вас пак не знаевте дали да направите нешто, дали да купите нешто, дали да подарите нешто или пак да дадете некакво извинување и да се ставите во позиција дека вие сте сгрешиле. Можеби не сакавте да признаете дека сгрешивте и сега да, и вие може да сте овој што се извинува, а може и да добиете некакво извинување од таму од каде што не доаѓаше, а вие го очекувавте и не прифаќавте ништо друго освен извинување. И тоа сега ќе се случи во март, доаѓа тоа извинување или пак вие го давате тоа извинување за нештата конечно да се вратат во нормална, дали да се вратат во нормална или пак да станете вие на стабилна некоја основа со партнерот. Да, може да е извинување, велам, но може да е и некаков подарок. Вие неодлучни бевте, или пак неодлучни бевте затоа што не знаевте дали пак вреди за некој човек да го направите ова. Не бевте сигурни дали вреди. Сега дали вреди во материјална смисла или во поинаква смисла, не знаевте дали вреди, сега ќе бидете некако сигурни, од некаде доаѓа оваа сигурност и ќе го направите тој чекор. Во секој случај убава е порака и во љубовта да, и во финансиите, ова е нешто прекрасно. Во секој случај очекувајте и многу пари од некаде. И драги ракови, тоа ќе биде тоа за сега. Се надевам уживавте и до следното видео. Чао, чао!